Зборуваме за вештачката интелигенција и човештвото. Гостин во нашето студио е професор доктор Мирослав Пендаровски, со кого психолог, со кого често зборуваме на вакви теми. Велиме добро утро, професоре. Добро утро и поздрав до гледачите на МТВ1. Современото општество бара современи алатки. Вештачката интелигенција е неминовен сегмент од процесот на развојот на човекот, барем така ни сервираат информациите и податоците. Колку ни е потребна вештачката интелигенција и зашто ни е потребна? Самиот факт дека се создала и самиот збор артифицијална укажува на зборот артифакт. Артифактот е всушност се она што е создадено од човечка рака, во поширока смисла, во овој случај нели од човечкиот ум, да речеме. Односно артифицијално е се што е вештачко, односно не е дадено од природата како такво. И самиот факт дека човекот го создал тој систем нели, на вештачко размислување или интелигенција, зборува за потребата од усовршување на, ајде така да речеме, интелектуалното функционирање на човекот и верувам дека првичната замисла да се создаде вештачката интелигенција, која најверојатно и спонтано дојде како постмодерен крик на технолошкиот и научниот развој, нели, особено во компјутерските науки, дека е создадена за да биде од помош на луѓето и јас би сакал да ја гледам како десна рака, продолжена рака, рака со повеќе прсти, метафорички кажано, меѓутоа не како централно битие кое еден ден ќе управува со нас, бидејќи фактот дека човекот ја создал, значи дека се уште, и верувам дека е така, дека се уште човекот и ја контролира. Па, колку автономија треба да ја дадеме, бидејќи, нели, ако ја создава човекот вештачката интелигенција, нормално е да, или човечки е да размислуваме дека човекот и може да ја контролира. Колку автономија треба да ја се даде? Тоа е одлично прашање. Треба ли да се плашиме дека сега ќе дојде Терминатор тука, па филмот ќе се преточи во реалност или... Знаете како, приказните секогаш на крај завршуваат со една порака, дека ние треба да се плашиме од самите себе. Односно дека треба да се плашиме од човекот и неговата одлука. Па макар и од суштеството или системот или софтверот што човекот го создал, бидејќи Терминаторот сам по себе нема никаква функција. Знаете како, цел тој компјутерски систем и се ќе застане ако човекот го извади штекерот од струја. Ете толку треба. Меѓутоа, парадоксот или диалектиката на вашето прашање лежи во човековите потреби или злоупотреби на тоа што е наменето тој да го контролира. Значи, проблемот со вештачката интелигенција не го гледам од интелектуален аспект, иако и таму има предизвици. Да речеме, во последно време ние сте приметиле се помалку размислуваме, се помалку читаме, се помалку користиме литературни податоци. Едноставно, се е олеснето, што има своји добри страни, меѓутоа луѓето стануваат во капитализмот мрзливи. Знаете како? Кога некој друг може да го направи тоа за нас, ние влегуваме во комфортна зона, некоја презема таа одговорност, која нема да ни го промени животот, не знам колку, меѓутоа стануваме мрзеливи. Значи, целиот проблем е во етичките аспекти на користење на вештачката интелигенција, а ние знаеме дека човекот низ историјата, човековата историја покажал дека моралните дилеми и етичките прашања биле секогаш каменот на сопнување на човекот. Не интелектуалниот напор, не совршенството на човечкиот ум, туку што ние правиме со нештата кои се тука за да биде светот подобар. Ќе видиме еден таков момент, една таква ситуација која што доаѓа од Гласот на Америка Вашингтон, материјал на колегата Мартин Николовски, колегата новинар. Во Калифорнија се отвора роботски ресторан, па ако е подготвен материјалот на Гласот на Америка, може да го видиме во следните 3 минути и потоа ќе се вратиме во студиото да финишираме со разговорот на тема вештачка интелигенција и современото човеково општество. Добро утро од Вашингтон. Овој месец се отвора автоматизиран ресторан во Пасадена, Калифорнија. Кали Експрес ќе го обслужуваат роботи кои прават храна во кујната и вештачка интелигенција која ги прифаќа нарачките на клиентите. Единствената работа што ќе треба да ја направат луѓето е да ја собираат и пакуваат храната.
Ви ја пренесуваме историјата на Ангелина Багдасаријан од Гласот на Америка. Додека еден робот е зафатен со правење помфрит, друг прави хамбургери. Во западниот дел има фрижидер во кој има парчиња месо. Така свежо ја мели секоја плескавица и ја формира по нарачка. Во Пасадена се отвора првиот целосно автоматизиран ресторан во светот. Роботите кои можат да запомнат лица ќе примаат нарачки од клиенти и да наплаќаат за нарачките. Собствениците велат дека тоа е револуционерен напредок во безбедноста, бидејќи лизгањето и изгорениците може речиси да се елиминираат, а отпадот да се намали и во храната и во маслото. Навистина сме фокусирани на просторот, на ресторанот. Ако размислите за тоа, тие ја нема најдобрата технологија. Тоа не е исто како технолошката индустрија, туку е област што технологијата ја остава зад себе. Раководството на ресторанот вели дека роботите се совршени работници, без посебни барања и без зголемување на барањата. Но иако износот на трошоците за одржување се уште не е целосно познат, собствениците не предвидуваат дека тие ќе бидат значително високи. Зборуваме 5 до 6 лица во смена, сведено на едно. Што значи тоа? 80% заштеда. Заштедата на пари е главниот двигател зад притисокот за воведување на роботи на работната сила. Во 2023 година, гувернерот на Калифорнија Гевин Нјусом ја зголеми минималната плата за работниците во рестораните за брза храна на $20 на час. Плата што не треба да им се плаќа на роботите. Еден аргумент од страна на работодавците кои беа против предлогот да се исплати минималната плата за работниците во брзата храна беше дека тоа ќе им го поскапи работењето и дека ќе бараат начини да ги намалат трошоците. Гаспар Ривера Салгадо е во Институтот за истражување на трудот и вработувањето при Универзитетот Калифорнија од Лос Анџелес. Ривера Салгадо вели дека зголемувањето на минималната плата било обет работниците да се вклучат во бизнисот со брза храна. Ломелино признава дека роботите се начин да се избегне плаќањето на таа повисока плата, но вели дека тие вршат работи што многу од луѓето не ги сакаат. Вистината е дека дури и да платиме $20 на час во Пасадена, тешко ќе најдам доволно персонал за да работи овде во овој ресторан. Додека клиентите можеби уживаат во новитетот да ги обслужува робот, Салгадо вели дека има проблеми со технологијата и уште поважно дека луѓето сакаат да разговараат со луѓе. Понекогаш вработените се жала дека мора да ги надгледуваат овие автоматизирани машини, бидејќи тие имаат тенденција многу да откажуваат. И луѓето на крајот сакаат да разговараат со човечки суштества, бидејќи тие знаат дека може да обработат посложени барања. Роботите веќе играат огромни улоги во производствената индустрија и неизбежно роботиката со текот на времето ќе се инфилтрира во се повеќе и повеќе индустрии. Но останува да видиме дали светот е подготвен да го пречека робот и роботски готвач. Користењето на роботи во рестораните во Пасадена не е нова вест, затоа што уште во 1983 година некои кинески ресторани користеа роботи за подготовка на суши, но и достава на храна на гостите. Но сега рестораните кои се соочуваат со долготраен недостиг на работна сила, роботската технологија станува поатрактивна и поисплатлива за многу гостители. За Македонија наутро од Гласот на Америка во Вашингтон, Мартин Николовски. Од она што го видовме, професоре, од Гласот на Америка, од Вашингтон, од Соединените американски држави, колку сме подготвени да го прифатиме ова и колку се загрозени работните позиции на луѓето? Многу деликатно прашање. Под една страна сакаме да ги заштитиме работните места, да ги покачиме платите, да ги вратиме занаетите, да ги вратиме земјоделците и стручните лица, а од друга страна оваа тенденција не тера да ги десеткуваме истите тие луѓе кои се обидуваме да ги создадеме. Значи, како што беше во прилогот диалектички кажано, да, собствениците ќе ги намалат трошоците, роботот не бара плата, меѓутоа што ќе биде со луѓето кои нема да имаат каде да работат. Не зборувам за социјалната димензија, контактот на живи луѓе со живи луѓе, изолација, повлекување кои ќе се зголеми со роботизација и изгора на тоа видовте дека самите машини многу често се расипуваат и повторно човекот треба да ги контролира.
може би малку да се пошегувам, може би па ќе се отворат нови работни места за репарација и техничка поддршка, логистика на роботите. Знаете, кои ќе се расипуваат или така натаму. Не сум приврзаник на крајните радикални роботизации. Ако беше тоа во ред, зашто од 83-та машините во кинеските ресторани не се развиваа до денеска? Значи дека некој паметен човек сватил дека вештачката интелигенција има своји ограничувања и треба да ги има. Вештачката интелигенција треба да ни служи нам, а не ние на вештачката интелигенција. Со овој одговор го одговоривме и последното прашање. Ете шанса човекот да им се врати на корените малку, на природата, на пчелите, на животот, на отворено, да му се врати на себе. Благодариме професор доктор Мирослав Пендаровски, гостин во Македонија наутро. Остануваме на линија нели за вакви слични теми и понатаму. Секогаш сте добре дојден во нашите студија. Благодарам и секогаш со задоволство доаѓам овде.